Поштовани гледачи, добре дојдовте во ново издание на Што мисли народот, кое што започнува во точно предвиденото време, веднаш по првите вести на телевизија Стар, и кое што е практично второ по изборите, за кое што вчера говоревме, и денеска уште актуелна е темата избори, но овој пат со мала промена во последен момент се случува ова емисија во живо, луѓето кои што треба да гостуваат се со своји обврски, потокму затоа доаѓа до промена и тоа во последен момент, бидејќи нашиот планиран гостин за денеска, господинот Никола Мицевски, досегашен и се уште актуелен директор на јавното предпријатие ИСАР и прв човек на ВМРО ДПМН во Штип, значи координатор на Општинскиот комитет. Тоа нема да биде, нели, после некаде 17 мај, мислам дека ќе се формира новото собрание. Тогаш ќе имаме нови луѓе на таа функција, значи нов пратеник, поради зафатеност во последен момент одложува, не може да стигне обврски во Скопје, веројатно поврзани со новиот мандат, со можеби токму со она што би била и темата за денеска оно прашање кој што најмногу се поставува денови во Штип, ќе има ли кадровски поместувања, што ќе се случи кој ќе биде прв човек на ИСАР, кој ќе биде прв човек на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, сето тоа прашање кои што ќе се поставуваат, но и од позиција беше интересно да се чуе и што се мисли за неделниот изборен ден. Тоа не значи дека нема да имаме гостин, во последен момент сепак го очекуваме во секој момент да пристигне уште еден од оние кои што беа на листите и освои доверба кај граѓаните, ќе биде член и на новиот парламентарен состав и досегашен пратеник господинот Трајче Димков, бидејќи во последен момент дојде до таа промена. Оправдано ќе очекуваме во текот на емисијата да дојде и да се појави господинот Димков и да разговараме со него на темите кои што верувам и вие ќе покажете интерес. Втор ден е по изборите, денеска некако молк во поглед на бојкотот, се уште нема информација што ќе се случува во тој поглед, се уште нема ни конкретни информации околу тоа кој со кого ќе коалицира, како ќе се реализира власта. Дали тоа што ВМРО ДПМН заедно со ГРОМ сега има 62 пратеници, ќе значи дека може и сам да формира влада и кого ќе избере од албанските партии. Сето тоа се прашања кои што на едно пошироко ниво се поставуваат. Оде во Штип, како што реков, се поставува прашањето најмногу околу тоа ќе има ли кадровски поместувања, ќе има ли кои ќе бидат новите луѓе кои што ќе застанат на едно-двете позиции кои што ги имаше еден од оние кои што отиде во пратеници, рековме господинот Никола Мицевски, кој што беше координатор на Општинскиот комитет, председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип и кој што беше прв човек во јавното предпријатие ИСАР. Тие две места неспоиви со пратеничката функција и веројатно таму нови кадровски решенија. Амбиции многу се слуша во партиските кулоари, најразлични имења, многу имења се слушаат, но сепак сето тоа останува да се реши веројатно во наредните денови. Реков, 17 мај е денот кој ќе се одржи првата конститутивна седница на новиот парламентарен состав. Тоа значи дека некаде толку денови и најмалку се потребни за да се решат овие две прашања. Не од друго, туку затоа што едноставно многу работи, барем во ВМРО ДПМН, и затоа што ВМРО ДПМН е на власти во Штип, зависат и од тие функции, кој човек ќе води и како ќе биде сето тоа. И реков, ќе има интерес. Од друга страна, од аспект на Социјалдемократскиот сојуз и понатаму, значи молку веројатно се чека што ќе се случува со најавениот бојкот, како СДСМ сето тоа ќе го реализира, што ќе значи, например, и за оние кои што се најдоа како пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од истокот. Веќе ги знаете листите, имињата на оние кои што влегоа во парламентот, можеме пак да ви ги соопштиме барем за тројката. Подсетување од ВМРО ДПМН со коалицијата: Никола Тодоров, Владимир Ѓорчев, Слаѓана Митовска, Илија Димовски, Никола Мицевски, Магдалена Манаскова, Емил Димитриев, Трајчо Димков, Блајица Ласовска, Стојан Миланов, Иван Иванов, Сузана Сакуловска, Маријанчо Колевски од ВМРО ДПМН, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Маријанчо Николов, Ален Ѓоргиев од Штип, Јагода Шахпаска, Горан Мисовски, Милен Донов, Мира Стојчевска, Енес Ибрахиме. Сега овде во кај листата на ВМРО ДПМН секако дека ќе има некои поместувања. Никола Тодоров предпоставувам дека тешко ќе оди во пратеници, мислам дека ќе остане на онаа позиција во
Министерството каде што е, така што ќе има поместување веројатно и 14-тиот на листата ќе влезе. Но, сето тоа ќе се знае, реков, овие денови, за Штип сепак интересно и за штипјани, и за регионот. Интересно што ќе значи продолжувањето на доминацијата со неголема поддршка од страна на Истокот за ВМРО ДПМН, за владеачката партија. Дали и кога очекува да се реализират клучните проекти, кои што можеби најмногу привлекоа внимание. Верувам дека во Истокот најмногу ги привлекоа автопатиштата кои што треба да се прават. Она што е кажано, ќе потсетам на некој од нив, мислам дека беше најголемиот проект, автопатот од Миладиновци преку Свети Николе до Штип, реконструкцијата на патните правци кон Кочани, кон Радовиш и од Велес до Штип, значи нови помодерни сообраќајници, тоа го привлече вниманието, се разбира. И што друго ви го привлече вниманието, впрочем, ќе можете да се јавите и вие да го кажете своето размислување. Реков, наш гостин треба да биде во моментот кога ќе стигне, барем накратко, верувам дека ќе имаме можност да го имаме во нашата програма господинот Трајче Димков, кој што е актуелен пратеник, значи мислам дека од Штип практично само тој останува пратеник од претходниот парламентарен состав. Останатото, предходно, ако се добро се сеќавам, беа Трајче Димков, од СДСМ имавме представници, така што само Трајче Димков продолжува во новиот парламентарен состав. Реков, интересни се комбинаториките околу тоа кој ќе биде начело на владеачката партија во Штип. Интересно е да се размислува и како ќе се одвиваат понатаму работите, независно од тоа дали ќе има бојкот, дали ќе нема бојкот од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Вчера следев нешто по медиумите, имаше информации, некои медиуми, некои весници пишуваа, дури ако не беше и дневник, дека најверојатно се закажува и би се калкулира и со тоа дека СДСМ ќе бојкотира и локалната власт, што би значило повлекување и на градоначалниците комплетно, значи да се повлечат и советниците. Што сето тоа би значило, навистина е и понатаму отворено прашање. Ве очекувам и вас со вашите размислувања, со очекувањата. Посебно вчера говоревме малку повеќе за тоа што мислите за изборниот ден во сабота што се случува, во недела што се случуваше. Денеска сепак ве очекувам повеќе што очекувате од новоизбраните пратеници. Каде мислите дека ќе се движат нештата во Истокот, во Источна Македонија? Од аспект на тоа дека оние кои што се на власт и кои што повеќе може да придонесат да одлучуваат, секош нели оно што е на власт треба да ги реализира работите повеќе, добија голема поддршка во Источна Македонија. Дали и каде ќе се валоризира целата таа поддршка во наредниот период? Сеќавате, пред да бидат изборите беше кажано дека ќе има период во кој подолг период не би требало да имаме избори и дека треба да се посвети на реализацијата на проектите кои што беа најавени. Се разбира, малку помалку говоревме и вчера во поглед на кампањата која што беше применета во текот на изборите и претседателските и оние кои што се парламентарни. А има и тука што да се говори дали овде се сменија нештото, оно што пред 10 години и повеќе беше карактеристика за ВМРО ДПМН да има многу валкана кампања, напади врз поединци. Сега се смени, забележавте, многу помалку од претходно. ВМРО ДПМН одеше со напади врз поединци, имаше меѓутоа не во толкав обем. СДСМ се сврте на таа карта, посебно пред вториот круг на избори и едноставно пак резултатот го немаше. Значи, како да беше испланирано сето тоа, многу малку се задржува парламентарците на она што се нуди. Значи, ВМРО ДПМН се задржуваше на она што го нуди и си одеше со својата програма и со отчетот, значи конкретно по точки, додека СДСМ малку се занимаваше со тоа што самиот го нуди, излезе со некоја програма и во вториот круг повеќе, нели пред вториот круг се кажуваше нешто, но не се занимаваше со програмата на ВМРО ДПМН. Значи многу повеќе задржување на она меѓусебно обвинување и тоа на план на
корупција, на скандали кои што нема своја завршница, како и многу пати досега. Уште едно прашање кое што навистина е актуелно и за кое што многумина се подготвени да ставаат и обложување, да се обложуваат меѓу себе, со кого ќе коалицира ВМРО ДПМН. Некои се подготвени раката да ја стават во оган дека нема коалиција со ДУИ, некои велат дека сепак можеби и нема да биде така. Имаме гледач. Добар ден, повелете. Ало? Тони до вас и да ја честитам победата на ВМРО ДПМН. Благодарам. Многу и да работат пратениците по-добро од кога сега што работат. Јас очекувам да се подобри инфраструктурата во Источна Македонија, Тони. Не патиштата да бидат патишта, а не да одиме по дупки. Очекувам да се запосли народ. Младите да ни се запослат, да не одат во странство. Тоа го очекувам. Повеќе фабрики, повише и сакам да кажам, треба да си ја признае поразот СДС, зашто немаше програма, никаква програма немаше. Каде им беше програмата? Ги правеше стока гласачите на ВМРО ДПМН. Тоа ги казни Бог ни. Почитувај го оној што добива, за да добиеш и ти. Тоа е Божја сила. Затоа, ако не го почитуваш тој, не можеш никој тони да добиеш што добил. Така јас мислам, треба да си легнат каде што се и да си го признаат поразот и да фатат нешто да направат друга програма да направат да и верува народот, Тони. Што е клучно? А не сега, како ќе му веруваш ти на еден што нема програма, што ќе да гради? Добро, излегува со програма пред вториот круг, излегува, има своја програма. Меѓутоа, што е клучно според вас за големата поддршка што ја доби владеачката коалиција на Истокот? Која ми е ова целта? Програмата, Тони. Програмата. Зошто имаат програма? Доваѓаат инвеститори. Никнуваат нови фабрики, не затворија 600 фабрики кои стера на улица 250.000 работници. Тоа е. Да се подобри на граѓаните животот, да има пари. Ако нема пари, Тони, нема ништо. Еве видиш како се среди со плакативе, сликиве што се лепеа. Ги нема сега како се лепеа, тоа е, не сликата, не донесе гласове, зашто знае граѓанинот денеска македонски да гласа. Тоа минало, помина, Тони. Еве да кажам, сега ќе ги бойкотираме изборите. Ги бележаме нашите луѓе со фломастер. За други избори, што ќе ни става, бе научи, клапки ќе ни става ова, како на крави, на говеда. Тоа една треба да се пречиле, има само во една земја во светот и кај го тоа има. Не може да се бележи никој денеска. Што е ова? Да го измисли, па сега ќе бегам од народот. Добро, благодарам на јувањето, пријатно. Јас, она како што најавив, со благодарност што се одговори во последен момент од господинот Трајче Динков, благодарност господин Динков и добре дојдовте во нашето студио. Поради зафатеноста на господинот Мицевски, одговоривте во последен момент. Ви благодарам за тоа и од име на нашите гледачи да ви честитам лично за тоа останувате во парламентот и да ве прашам што мислите за самиот тој податок дека останувате и за резултатот во изборната единица 3. Добро, благодарам за честитките, во секој случај благодарност и јас за можноста денес да проговориме во однос на тоа актуелна е темата што и како околу изборите и што понатаму. И ме прашавте така, што мислите за овој изборен резултат? Да. Изборната единица број 3. Видете, јас ќе направам една паралела, бидејќи во периодот кога 2011 бев и јас како председател на општинскиот изборен штаб во Штип и сега се гледат некои активности кои однапред, значи научно многу студиозно се проценити какви ќе бидат резултати. Ние очекувавме дека овој пат ќе имаме голем силен резултат, меѓутоа се бркаше постојано некои, знаете, некаде излегувавме со бројки од 13 до 14 пратеници. И мислам дека ова е рекордна победа и добра. Воедно заради тоа можам единствено само да во овој момент да искажам огромна благодарност на граѓаните на Штип, на граѓаните на Република Македонија за својот демократски капацитет, за оно што го направија во однос на изборите, не само што го дадоа гласот повеќето од нив за нас, но и тоа сепак покажа едно достоинствено и демократско културно гласење како што доликува на една демократска држава.
благодарност до сите тие наши структури во партијата, до Унија на жени, Унија на млади, Совет на ветерани, Општинскиот комитет на Штип и на сите членови на предсена на структурата на најосновно, тоа месните комитети кои несебично, ние имавме таму огромна бројка на тимови кои работеа несебично и не случајно се постигнат резултат. Така да можеби на некој му изгледаше од страна дека нели не малку сме повеќе на терен, се случуваат некои работи, ако некој сакаше тоа поинека да го прикаже, меѓутоа тоа беше се само дел на организација. Ме интересира еден момент, беше многу интересен во оценката на МОСТ. Вели големена мобилизација за излегување на гласачите на избори. Дали тоа може да се смета за греф? Мобилизација на избирачите, значи да се убедат, не вели се граничи со притисок. Како толкувате тој момент? Па не, буквално ние, јас имав едно обвинување, дури добив една информација дека сум бил пријавен на гласачко место затоа што некаде сум бил виден. Јас бев на сите гласачки места. Сега дали ќе свати тоа како мобинг или не, или како притисок. Како можам јас да правам притисок на сите 80 гласачки места? Ние буквално дента во беа гласање со господин Мицевски, едноставно отидовме си ги посетивме нашите членови. Дел од нив беа многу близко до избирачките места таму кај што. Така имало таква реакција и беше реагирано и беа. Сега имаше една ситуација, сега да не го спомнам со име, го сликам господин Мицевски зошто бил таму. А јас го чекав во колата, бидејќи бевме заедно ние. Така. Во тој момент тој гласаше на тоа избирачко место, тоа е во училиштето Димитар Влахов. И тука беше многу јасна ситуација. Така дојде до една вербална да речам ситуација, кога му каже извинем, јас гласам тука, немате потреба да ме снимате. А јас бев дел од автомобилот кај што одевме ние од месен комитет на месен комитет и буквално се најдов таму. Имало некои реакции, слушам, меѓутоа, значи нити јас би си дозволил, тоа е некој најниска ниво да речеме, дај сега ќе ги бркам луѓето во еден момент на едно избирачко место 80 ги имам во Штип. Колку може јас тоа да го направам? И тоа може само да навреди некои наши активисти, може да навреди граѓани неутрални или други симпатизери кои можеме да предизвикаме одредена реакција. Во делот на организацијата ние имавме постојано многу луѓе и мислам дека тоа не треба да ни се земе за греф. Ако ние имавме мобилизирано повеќе да речеме стотина луѓе кои треба да ги следат изборите. И мислам дека тоа е дел од тактиката што ја правим. Така. Режија да го вклучиме гледачот и мислам дека ќе треба да одиме и со првата пауза за реклами. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав Тоин за тебе, поздрав до гостинот. Благодарам. Имаме три прашања до него. Ајде. Првото прашање е дали на денот на изборите беше дозволено група на лица од било која политичка партија да бидат 100 метра подалеку од избирачките места. Тоа е првото прашање. Второто прашање, тој како пратеник во во претходниот состав на ВМРО ДПМН, дали е запознат дека во Джонсон контрол во Штип минималната плата е 9000 денари? 9000 денари е платата. И третото прашање е од автобусите што ги купи владата за општина Скопје, за градот Скопје, дали додели барем еден автобус во другите општини од тие автобуси, што ги плаќа цела Македонија? Така. Благодарам на јавањето. Пријатно. Три прашања. Ајде да видиме. Првото беше околу дали е дозволено да биде 100 метри подалеку. Мислам дека има ограничување да не биде блиску. Толку. Значи 100 метри треба да биде подалеку од местото. Да не бидат блиску. Да не бидат блиску. И мислам дека во тој дел и е испочитувана таа одлука. Имало можеби неколку такви ситуации, реагира многу брзо и од ДИК, од општинската тука организација, затоа што наводно сметало, меѓутоа мислам дека немаше тука никаков проблем, бидејќи јас ги следав, да ви кажам искрено ситуациите, колку имаше тимови од наша страна, имаше од нивна страна. Сега ако сме ги нарушиле или треба да биде поинаку, а сметам дека ни едните ни другите во тој момент многу слично се работеше, не го нарушиле тој дел, а најмалку тие 100 метра. Меѓутоа, знаете, кај нас ние сме Македонија со некоја 20 и неколку години, да речеме, таква демократија, парламентарна демократија. Ние имавме добри демократски избори, јас сметам дека се на многу добро ниво организирани, треба да бидеме благодарни, бидејќи државата созрева и има свој демократски капацитет, меѓутоа сепак ќе треба уште многу да се напредува. Значи во овој момент начинот, тактиката, значи собирањето на гласовите, барањето подршка од граѓаните или да речеме потсетувањето условно дека треба да излезат на гласање е на ваков начин. Со текот на времето јас мислам дека тоа ќе се менува, ќе се промена таа состојба, меѓутоа сега за сега ваква беше состојбата. Луѓето може многу лесно тоа да го видат, меѓутоа јас бев во некакви ситуации кога гледам дури многу блиску, непосредно на 10-20 метра и двата штаба беа лоцирани на предизбирачките места.
Така да мислам дека се испочитувани и таму каде што имаше, многу брзо реагира, мислам дека тоа се остане како ситуација. Двете други прашања бе едното за Johnson Controls, кое што е инвестиција, нели, со која што ВМРО-ДПМН практично се гордее, вели дека била ниска платата, таму дали сте запознати од автобусите за Скопје, дали имало за внатрешност? Вака ќе ви кажам, значи што се однесува за Johnson Controls или како индустријска зона пред се и прва фабрика која таму веќе, значи, постои, твори, веќе се гледа дека има ефективни резултати е Johnson Controls. Во моментот се згрижи некаде околу 1200 работени лица, од кои се очекуваше 200 до 300 лица кои ќе треба да кои барат работа. И таму јас знам дека има можеби што 1000 или не знам колку луѓе што сакат да влезат. Тоа покажува дека луѓето на некој начин оние што работат и овие што барат работа се заинтересирани да влезат таму. Искам да ви кажам точно платата не ја знам. Значи не бегам од одговорот, не ја знам, меѓутоа ми се случи едно утро рано са балја да дојдат кај мене две млади момчиња, тука живеат во близина на селото кај мене, бара некоја можност, не можејќи на друго место сретнавме дома кај мене. И ги прашав каква е состојбата со платата, ќе ме интересира, така со многу луѓе разговарав. Ми изгледа задоволни. Значи не е таа сума, поголема е, малку повеќе од таа што ми спомнал господинот. Меѓутоа, можеби има и таква сума бидејќи знаете стартно таму како работат западните овие компании. Значи тој почнува со одредена сума, неколку месеци е пробно и понатаму се зголемува и има таму неколку фази. И понатаму таа плата нивна им се зголемува со текот на нивниот квалитет, зависи од операцијата што ги работат. И таму е различно. И приватните компании, како приватните компании, доколку ти вредиш, може да земеш 3 пати поголема плата во однос, иако еден до друг заедно работите. Ако имаш квалитет, ако нешто направиш, си креативен, инвентивен. И во тој правец мислам дека и таа компанија така ќе се развива. Јас мислам дека сепак има некоја средна плата како сите плати што се на ниво во Штип и во Македонија и е многу важно бидејќи не само тоа што згрижи 1200 фамилии. Еве да речеме малку се парите. Ајде ги немам. Замислете без 1200 фамилии во моментов да ги нема тие премини. Пак дали се малку или не се. Друга, претпоставка дека ова компанија врши извоз. Огромен е тој извоз. Плаќаат даноци, да речеме на некој начин сега преку едно, преку друго, значи тука е во Штип индиректно неколку компании работеа за изградба на Johnson Controls. Колку се луѓе индиректно работеа па за тие компании наши што се тука. Така да е огромна добивка до тоа што го имаме, меѓутоа се надевам сите за тоа се работиме и не случајно со овие, значи кампањата пред се, значи програмата на ВМРО-ДПМН беше да се зголемат вработувањето, економската состојба да се подобри. И тогаш ние и во делот на платите едноставно ќе ги натераме сите други да ја покачат платата. И мислам дека во тој дел само на тој начин кога едноставно ќе се намали работната сила, а работна сила да речеме во однос на барањето на работа на луѓе кои барат моментално во однос на 2006 и сега намале некаде за половина од 10.000 на 5.000, а од тие 5.000 2.500 барат активна работа во моментот. Значи тука е една работа. Што не исклучува дека и Johnson Controls и секаде би било добро да бидат повисоки платите, сигурно тоа е нормално. Околу тоа што се правило во Скопје автобусите многу се реагираше. И некои од амандманите беа, ако се сеќавам. Имавме една дебата со колешката, сериозна, се работеше да се донесат автобуси тука. И јас имав бидејќи многу се движев, и стално се движиме на терен. Бара луѓето зошто да речеме пензионерите таму ги добиваат привилегиите во однос на тука единствената само. Меѓутоа, не знам дали знаете, имат неколку пати можности со многу поевтин билет да патуваат со железничкиот превоз до Скопје. Така да исто една можност за нашите пензионери тука што се од Штип према Скопје и према другите од истокот. Меѓутоа што се однесува за тоа точно дека ние добивме тука само еден мини автобус, тоа е пак преку донација на кинеската влада. Се гледате дека локалната самоуправа така. Недоволно. Знаете дека едно време имаше тука многу градски превози, така се функционираше системот, меѓутоа еве се смени времињата, сега такси службите многу по-мобилни, по-агилни се патуваат и ние постојано го имаме ово прашање од граѓаните. Зошто и како не се реши ова состојба? И зашто нема јавен превоз? Зашто нема јавен превоз? Меѓутоа сето тоа еве гледате во Кочани има ден обид сега и тоа многу ефтино го работат. Имаме и тука некоја најава за таква состојба дека ќе се реши со градскиот превоз и тука е голем проблем бидејќи луѓето не се одвикнаа едноставно тоа да го прават. Многу е полесно ако сме дома фамилија тројца четворица ќе го повикаме таксите од дома ќе не земат пред куќа. И сега тука ги имат проблемот пред се населените места малку подалеку што се од централното градско. Да се надеваме дека ќе имаме јавен превоз во Штип, па тогаш како пратеници да барате да има донација на автобус. Што е точно е. Факт е дека нема, меѓутоа е совсем на место и ние да речеме потребно да се решат и тие работи, меѓутоа во моментов ми се чини дека
е важно, меѓутоа не е најнеопходно да речеме тоа. Иако се размислува да се реши таа состојба, а сега дали автобусите ќе бидат, да речеме, директно како донација од владата или и тоа не зависи, да речеме, не е толку битно, туку важно е на граѓаните да им се даде, да речеме, едноставно полесна комуникација од помалите места, од надворешните места од градот до централното градско подрачје. Режија, одиме со првиот блок на реклами и се враќаме веднаш по нив со разговор со господинот Трајче Димков, актуелен и нов пратеник во парламентот. Сите среќни приказни започнуваат со Вицко. Се за вашиот дом, но и за подарок. Подарете од срце за срце и одберете го Вицко. Стоп! Време е за штедење. Се прашувате како? Со вградување на сончев колектор. Се прашувате од каде? Се разбира од најдобрите Enter Solar. Колекторски системи со капацитет од 100 до 330 литри и висококвалитетен резервоар од инокс што овозможува температура на водата до 99 степени. Докажан квалитет, најдобри цени. Enter Solar во Кочани спроти градскиот парк и во Штип во населбата Сењак 3. Единствено место каде минусот е плюс. Жешка ценовна акција на ПСС Хум центарот во Штип. 20% за расвета, 10% за електрика, 10% за сите домакински апарати, 15% за водовод и санитарија и 15% за асортиманот на целата бела техника. ПСС Хум центар Штип. За подобра понуда не сте слушнале. Само во маркетите на Макпромет, акцијска продажба од 11 април до 2 мај. Екстра ниски цени. Кашкавал Виакрос за 119 денари и свински бут без коска за само 270 денари. Среќни великденски и правомајски празници. Маркети Макпромет. Туртел Штип ви го нуди своето 40 годишно искуство. Градежни материјали со сертифициран европски квалитет и македонски цени. Нашата градежна екипа ќе изведе преградни зидови, подкровни изолациони работи, ќе предложи решение за фасадирање и ќе изготви идејно решение за фасадирање со максимален еколошки и економски енергетски ефект. По принципот од регистрација до завршна сметка на фирма, со нашето книговодствено правно биро и со лиценцираните книговодители на Туртел, овозможете му на вашиот бизнис да бележи константен прогрес. Вашата градежна и деловна приказна започнете ја со нас, Туртел. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Среда месо, четврток пак месо, петок графи месо. Од каде толку месо? Во Месара деликатес и најсвежо и најефтино. Екстра свеж кебаб 205 динари, свежа плескавица 205 динари, скараджиски колбас 218 динари, кременадла 225 динари, свински ребра 229 динари. Секогаш свежо во Месара деликатес. Изберете го светот околу вас. Изберете мебел од Еко Дизајн Струмица. Еко Дизајн во соработка со Home Style Вики во Штип, на улица Пиринска 146Б, во близина на маркетот Туш. Подобар свет постои секогаш. Еко Дизајн. За секогаш во вашето возило да има доволно енергија. Топла и таксон акумулатори. Најдобра цена, 10% попуст за стариот акумулатор и бесплатна монтажа. За постојано движење, топла и таксон акумулатори. Единствена гаранција за трајна и сигурна семејна вредност е злато од Голдмак Радовиш. Златна великденска паричка. Инвестициско злато и издавање на сертификат за секој производ од злато. Голдмак од сега и со нов жик. Не е злато се што сјае.
Сигурен е само Голдмак Радовиш. Продавници во Радовиш и Скопје. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркети Зендолино. Во редната ситуација во која што ова емисија оди со во последен момент промена на нашиот гостин придонесе бргу да помине и бргу ќе ни поминат овие минути до вториот блок на реклами. Токму затоа две прашања кои што за мене се битни да ги прокоментирате. Споменав јас во емисијата комбинаторики. Се испразнува местото во Исар, се испразнува местото на прв човек на општинската организација, општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Многу битна работа. Веќе има комбинаторики, ги знаете и вие ги слушате. Ке има ли промени таму и кога очекувате да се реализираат? Па да, точно така, во однос на директорското место во јавната партија Исар, тоа е неминовно, затоа што јас колку што радов некаде 17 или така... 17 мај треба да биде конститутивна седница на парламентот. Конститутивна седница, тука фактички автоматски му се стопира мандатот на Никола Мицевски и тука ќе треба веќе од 18 да имаме ново лице кој ќе води тоа јавно предпријатие. Во однос на тоа, знаете дека во последно време кај нас барем во партијата, иако нели можеме и разни гласини да слушнеме, се отворени повици. Ке се конкурира и ке се можеби во моментов, јас не знам да ви кажам искрено, како ќе биде, најверојатно ќе се даде простор кој ќе понуди подобра програма за нешто што ќе треба да го води Исар и така ќе биде. Што се однесува до местото координатор, Никола ќе си остане. Се уште мене ми се случи истото, нели очекувано бидејќи луѓето знаат дека така треба да биде. И со конституирањето на седницата, нели тоа беше во јуни месец 2011 година, некаде веќе во август месец се распиша конкурс оглас за нов координатор. Јас верувам дека некаде слична ситуација можеби до крајот на годината нас ќе не очекува. Ова го прашувам затоа што моите сознанија се дека може да се случи побрзо од аспект на тоа дека уште пред изборите на оние состаноци кои што се во Скопје споменат штип од страна на Груевски лично дека штип и уште неколку места кај што ќе мора, затоа што нели на листата веќе се знаеше дека првиот човек на општинската организација, општинскиот комитет е високо, дека ќе влезе и дека е споменато од некаков аспект. Затоа реков дали има некакви сознанија. Јас ви го кажувам искуството и правам некоја паралела бидејќи оно што мене ми се случи во тој период. Јас можеби ќе биде побрзо, меѓутоа без разлика на се ќе биде јавно и транспарентно. Тоа ми беше поентата, во двата случаеви ќе се конкурира. Ќе се појави можност да се даде простор на луѓе кои сакаат, има амбиции да биде директор или да биде координатор со одреден програма своја, визија за како понатаму ќе се движи јавното предпријатие и условно општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. И врз основа на тоа се прават, да речеме, повеќе интервјуа на повеќе нивоа и на крајот се одлучува извршниот комитет на партијата, одлучува кој ќе биде во тој дел. Така да тоа е една постапка што не е баш, да речеме, едноставно и не оди така брзо, се зависи од состојбите, да речеме, за многу работи. И во тој момент сега најинтензивно треба да се реши проблемот со директор на јавното предпријатие, бидејќи тука му завршува мандатот на Никола Мицевски, што се однесува и до координатор, мислам дека тука не е проблем. Јас се надевам дека ќе има квалитетен човек што ќе го води Исар. Никола Мицевски даде според нас добри резултати, одлично го водеше Исар. Се надеваме дека тој што ќе го замени ќе продолжи така, иако Исар е јавно предпријатие кое е многу важно и сервис на граѓаните, најпостојано секојдневно до луѓето, бидејќи ние секој ден кога излегуваме на улица ќе најдеме некои услуги нивни, сработени, несработени и реагираме на тоа. Така да во тој дел е многу важно кој ќе го води. Исто така партијата знаете дека треба да биде човек што исто така квалитетен, што одговара на таа позиција и ќе мора и тука да се избере права личност. Пред да одиме со вториот блок на реклами, Никола Тодоров, Владимир Ѓорчев, Слагјана Митовска, Илија Димовски, Никола Мицевски, Магдалена Манаскова, Емил Димитриев, Трајчо Димков, Благица Ласовска, Стојан Миланов, Иван Иванов, Сузана Секуловска, Маријан Чоколевски. Не знам кој е следниот, бидејќи мислам дека Тодоров не верувам дека ќе биде пратеник, но не верувам и ќе биде, не е исто. Коментар за овој состав од ВМРО ДПМН, за очекувањата ваши за изборната единица број 3, околу работата во парламентот, околу борбата за истокот. Следене кој Джабашиев од Велес. Така, и веројатно ќе биде. Предпоставка ќе биде.
Видете да ви кажам вака, јас сметам дека имаме сериозен добар состав. Ние имаме најдобар резултат во сите изборни единици. Значи рекордно имаме 13 пратеници. Јас тоа го кажувам веќе и вчера и денеска како обврска кон истокот. Да. И мислам дека е. Да. Мислам дека и тоа го правиме со одредени проекти кои еве се во фаза и на почеток некој што досега се реализира. Јас можам и за тоа да ви кажам затоа што многу луѓе кажуваат дека нели каков е односот на владата или на власта кон истокот. Јас мислам многу сериозен и многу долгорочен, многу студиски се навлегува. Ќе ви кажам и зошто, ми ги дода ви одговорам на прашањето прво дека овој состав е многу сериозен. Го имаме Никола Тодоров на чел. Значи човек кој е председател на Републичкиот изборен штаб и човек кој на два пати имаше довербата министер во образование и во здравство, една од личностите која е многу важна да речеме во партијата и во владата и така да бидејќи беше овде на нова страна како одговорен, јас мислам дека многу сериозно ќе сака одредени обврски кои им се обеќани на граѓаните и ќе треба да се исполнат. Во тој дел го имаме како втор, условно на листата понатаму и Владко Ѓорчев, го имаме Илија Димовски, го имаме еден Емил Димитриев кој е секретар на партијата. И мислам дека во овој состав имаме многу силни личности, претпоставка дека некои од нив ќе бидат министри или заменици министри или ќе одат на некои подруги позиции во извршната власт. Меѓутоа се надевам дека и таму ни се потребни за да помогнат во однос на регионот каде што да речеме ја бараа поддршката тие. А што се однесува... За да одиме со рекламите, за да завршиме со она што се планира коментар ваш околу проектите кои што се започнати, кои што мислам дека се едни од клучните за истокот и за поддршката која што се доби режија. Можеме да одиме со блокот реклами па да финишираме со она што е завршен дел од нашата емисија. Најниски цени во маркетите на Кидго. Супер цена за јајца, Живинопром 15 плюс 3. Виршла Амадори 2 плюс 1 гратис 39 денари. За парче чајна Глобус гратис виршли. Маслинки Блонд втора класа 149 денари. Туна Бруна 23 денари. Посен граф Карнекс 66 денари. Средство за стакло АБЦ 39 денари. Детергент Персил Компакт 2 килограми 249 денари. Маркети Кидго. Најудобна програма за сите генерации и најголем избор на детски долен веш, боди и тренерки од сопствените линии нуди Ники Текстил. Од протирка Делчево и Тритекс во Ники Текстил понуда се крпи во сите димензии бои, облека за вашето бебе и нова можност за избор на долен веш. Во Штип на улицата Ванчо Прге и на 2 места во центарот на Кочани барајте го Ники Текстил. Ники Текстил, помеко од сопствената кожа. Од проект до реализација, климатизација, вентилација, грејење и соларни системи. Уни 24 се ексклузивни застапници на веќе докажаниот бренд Mitsubishi Electric, кој ги поседува најквалитетните уреди за ладење, грејење, топлотни пумпи и централна климатизација, а ви гарантира и највисока енергетска ефикасност. Уни 24 има и собствена линија за производство на воздушни канали, бокс системи, рекуператори и епохауби. Побарајте не во ново отворениот салон на улица Железничка без број во индустријската зона во Штип. Уни 24. Промена кон подобро. Осигурителната компанија со најразвиена мрежа во Европа со нова канцеларија во Штип. Винер. Сега вашите можности се неограничени. Винер наспроти безистенот во Штип. Нашите клиенти мирно спијат, а вие? Избор на гуми кои најцврсто се држат за секоја површина. Мишелин, Клебер, Корморан, Тигар и други. Нивно балансирање и полнење со азот. За возилата со голема носивост, ТТГ Питстоп ги нуди Бриджстон, Фаерстон или Корморан. ТТГ Питстоп, стабилно на секое место и во сите услови. Среда месо, четврток пак месо, петок графи месо. Од каде толку месо? Во Месара деликатес и најсвежо и најефтино. Екстра свеж кебаб 205 динари, свежа плескавица 205 динари, скараджиски колбас 218 динари, кременадла 225 динари, свински ребра 229 динари. Секогаш свежо во Месара деликатес.
Во тек е изградбата на моментално најлуксузниот деловно-стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно ја зголеми и стабилноста на соседните објекти. Вградените највисоко квалитетни материјали можат да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте не. Ексклузивни цени и попуст од Агро 9 км Штип. За новата земјоделска сезона набавете ѓубре растурач за само 210 евра, комплет прскалка за 600 евра и попуст од 20% на сите акумулатори. Агро 9 км Штип, партнер за европски резултати. Тато вели дека треба да се грижиме за природата. Ако во дизелот додадеме само 6% биодизел, добиваме гориво подобро за моторот и подобро за природата. 94% кристално чист ултрадизел, плюс 6% премиум биокомпонента. Подобро подмачкување, зголемена моќност, намалена емисија на штетни гасови. Новиот ултрадизел биоджет. Подобар за моторот, подобар за природата. Само на бензинските на Макпетрол. Времето и без тоа ни минува и речи си помина, меѓутоа присуството на пратеникот господинот Рајче Димков морам да го искористам и за она што најмногу ги интересира граѓаните, ми се чини постоја овој изборен резултат, повторен резултат практично потврден од претходните избори и во број на гласови, и во број на пратеници. И сега автопатот, реконструкцијата на патиштата мислам дека беа клучни. На што е иднината на овие проекти? Започнати и треба да продолжат. Они што се клучни во програмата, не го да поменам. Точно. Значи, видите вака, сега кога зборуваме за крупни проекти, кои ќе одеме да речеме некаде населени места кои што имаат инфраструктурни проблеми, лични проблеми, здравствени проблеми, џабе му кажувате вие дека ќе се прави патот, ако е многу важен. Некој ако не му е направен патот пред него, ако шахтата канализациона не му е побитна му е таа отколку тука сте во право. И тука може да ги изгубиш изборите. Така. Некој може да му збориш дека ќе има 33 милиона вложување во клиничка болница што ќе предизвика многу важен момент за Штип и за околината. Во моментот нешто побитно е за него. Имам некој доктор матичен си одам ми дава па некој апчи и така си живеам, ке рече некој. Ке му рече Штип правам хидросистем Злетовица, што за 100 години се обезбедува вода која е многу важна. Извинете, јас и сега пијам вода, че не ми е многу важно. Или правам индустријска зона која е најголема во Македонија. Во моментов имаме една фабрика, сега се отварат некои иницијативи со Ванкол и уште една хрватска компанија која ќе биде и ќе се има туку уште многу фирми. Не верувам дека така ќе остане. Значи, ке речем, јас во моментот си имам некои си здравствени проблеми, лични, фамилиарни, уличката, така со качето не ме е направено, сакам партерно уредување кај што ќе можам со луѓето или дрва да седнам. Што и е човечки и нормално на некој начин. Гледате, работите сепак многу сериозно, работи владата на источните региони. Прво и основно, долгорочно размислува. Ако рековме дека се реши проблемот со водата, се решава. Се решава со патот, луѓето може да зборат што сакат. Ние го изгласавме, договорено, ги гледаме кинезите веќе се на пат. Тие се движат и тоа е предвидени средства кои ги дава кинеската влада, тука нема назад. Еве во фаза и огласот за работници кои исто така ќе вработат можеби преку 1000 луѓе, кој е многу важно и тоа. Зашто слушам дека речи си да нема работници. Интересна работа и тоа. Па видите, значи понудата на работна сила. Па тука беше и тој проект што го правевме во однос на тоа на колку баратели на работа има во однос на тие што се пријавени во завод за вработување. И сега го гледаме како клиничка болница. Ако гледаме дека трафостаницата што е во Чердаклија, значи ќе се прави далновод, ќе се поврзува со Србија, нешто што за многу години ќе го реши сигурноста на обезбедување на електрична енергија за овој регион. Значи тие се клучни некои моменти, и пат, и струја, и вода, и здравствена заштита, значи нешто што долгорочно за еден период ќе се решава тоа. И тоа ќе биде. Ако сега патиштата према Кочани, према Радуш ќе се решават, тоа е најважниот дел што се прави. Отварањето на новите работни места се исто така многу важни. Во тој дел програмата која гледате во образованието максимално многу се вложи. Него спомнав, да речем, универзитетот, меѓутоа можеби по мене, јас моје мислење, знам лично, не навлегувам во другите, е најважниот проект што го направи владата и го прави на ниво на Македонија пред целоисточниот регион. Сведоци сме.
Ние веќе имаме огромна бројка, ние сме универзитетски професори, асистенти, луѓе, значи индиректно многу луѓе го чувствуваат тој бенефит во однос на оно што се случува. Ние ќе добиеме генерации квалитетни. Сега некој ќе рече, да, во ред е, ама тие кои ќе завршат факултет што понатаму се нив. Само не знам дали знаат луѓето дека 5% имавме ние до пред 3-4 години високообразовни кадри во Македонија, најмалку на Балканот и во Европа. На нас ни треба кадар. Ке се случи некој да остане без работа или да речеме ги тој ќе најде кога е човек начитан, образован, факултетски образован, магистарски или докторски, тој мора да си најде работа. Тој мора и сам иницијатива да понесе. Така, значи ако можем да сватам, нема откажување од овие проекти, треба да се реализираат овие, говорам клучните, и подразбирам дека тие ќе ги тера владата и државата додека на локално ниво сите јавни предпријатија, локални самоуправи треба да си го работат своето и да работат редно да ги подруват условите во кои што секојдневно живееме. Па сведоци сме на една, јас како да ви кажам, неверојатна експанзија штипска тука, гранчалникот е неверојатен толку, значи до сега не сме видели човек да сака да направи вложува. Јас чисто искрено како човек му благодарам за сето тоа, меѓутоа имам уште многу работи што треба да се решават. Ќе најде сила, тука има поддршка од владата и затоа ни беше битна ова победа, ни е важна, бидејќи сега ќе има можност и како влада и парламент да речеме со тие закони, со поддршката финансиска и со така да се помогне во тој дел и заеднички ќе можеме да направиме многу повеќе. И во тој дел ние ќе треба да се стрпиме малку, гледаме дека полека се трасираат одредени состојби како понатаму Штипи во кој правец ќе се движи и мислам дека тука полека ќе направиме нешто, вклучително дека имаме многу социјални пакети, имаме уште, значи се повторуваат. Значи ако ја гледате програмата на ВМРО-ДПМНЕ од 2006 па до сега, тоа се реформи кои траат и не се заврши и не може тоа да се заврши. Ако сега вложувањето во земјоделието ќе биде 600 милиона за 4 години, имаме тука многу стадиозно, луѓето таму го работат тоа неверојатно, не се случува нешто на памет да се оди. Значи се знае што им треба на луѓето. И сега во тој правец се движи таа работа, значи да се зголемуваат стапките на помош, на средства за сите тие сегменти што се во сите делови. Многу важен дел е, се опфаќаат младите. Еве да речеме, ќе рече некој малку или не, се направи компјутер за секој дете, се прави таблет за секој дете. Тоа се тие знаете уреди кои се многу подостапни до младите луѓе и ние сме, како сакате да кажете, една од државите кои многу информатички многу брзо напредува. И тоа е многу важно за нас. Ако земеме во тој дел исто така, ние ќе имаме генерација која за 5 до 10 години ќе биде толку квалитетна, ќе направи резултати. Од кај знаеме ние дека можеби една личност нема да направи некој вундеркинд или нешто, нема да направи некоја квалитетна, да речеме, активност или ќе измисли нешто. Така, вложувањето во себе, во младите секојаш треба да се испрати. Така, јас можам само да ви заблагодарам, бидејќи сме на крајот на емисијата, времето ни отиде, се надам на друга прилика и малку повеќе време и ќе разговараме. Добро кажавте сега на крајот да се гледат потребите на граѓаните и да се одговара на нив. Верувам дека тоа ќе биде и мото кој што... Јас само кратко, уште еднаш благодарност до нив. Ние одевме кампања од брата на врата, куќе на куќе. Можеби не досадивме на луѓето, бидејќи искрено беше потребата и тоа го правиме постојано. Значи Никола Горилски, јас бидејќи како пратеник, 2 пати во годината по 2 месеци одам на терен во регионот од Карбинци према Кочи на таа страна и разни групи да речеме се формираат и ја следат состојбата на самиот терен да видиме како. И сега видов многу работи, знам од прилика и што им треба на луѓето, мислам дека тоа ми е многу важно искуство, ќе го пренесам таму каде што треба, за да видиме, бидејќи сето ова што го правиме, реков, некој може му е важен патот, ама некој си сака и да се вратите и после изборите, нели, да не биде само пред избори. Благодарам многу за вашето гостување. Тоа беше гостувањето на господинот Трајче Димков, пратеник во Собранието на Република Македонија. Се разбира, во некоја следна прилика пак ќе разговараме на темите кои што ги споменавме, има проекти кои што се во тек и кои што треба да се реализираат и преку пратениците ќе дознаеме како оди сето тоа во парламентот со изгласување на законите, а се разбира ќе видиме тука и за сите други чинители кои што учествуваат во креирањето на условите во кои што живееме и на она што го посакуваме да одиме напред како држава и како народ. Благодарам на соработката. Се гледаме утре во исто време со ново издание на Што мисли народот.